Почитувани гледачи, продолжуваме понатаму со емисијава. По пауза од 2 месеца повторно имам гости од Капитал Банк. На моје задоволство не се гости, туку се гостинки. Две прекрасни дами, тоа се Јана Дишлиев, раководител на секторот за физички лица, веднаш до мене, и старата добра пријателка на оваа емисија, бидејќи ми беше гостин во претходната емисија, тоа е Сузана Бошковска-Златаревска, експерт за маркетинг и развој на нови производи. Мои дами, добар ден и добро дојдовте на програмата на Телеканал Одбис. Неодамна Капитал Банка одбележа еден значаен убав јубилеј, тоа е 20 години од своето постоење. Честитки за јубилејот, честитки за овој роденден што го прославивте неодамна. Можете ли да ни кажете дали оние нешта кои ги зацртавте пред 20 години се остварија и каде Капитал Банка ја гледате од сега па во наредните 20 години? Секако. 20 години, веќе би рекли 21 година, па и 22, се надевам наскоро. 2018 година, еве 22-та година која што ја чекуриме, можеме слободно да кажеме дека збориме за една многу успешна приказна. 22 години работење на една банка која што зацртаните цели од аспект на задоволување на интересите како на акционерите, клиентите и вработените говорат за успешноста на работењето. 2007 година стануваме дел од Alpha Finance Holding, водечка групација од Бугарија, која што се занимава со работење на финансиски услуги, обновливи извори на енергија и која што е застапена во југоисточна Европа. Дополнително веруваме дека ќе ги продолжиме и да ги негуваме нивните вредности од аспект на просперитет како наши акционери и дека ќе продолжиме во таа насока и оваа година, па и наредните, секако нели да ги задоволиме барањата на нашите клиенти. Банката и понатаму продолжува во изминатите години малку ја прошири својата мрежа, проширувајќи експозитури во Тетово и нели отворената експозитура во Струмица, која што беше една од првите експозитури на Капитал Банка. Мислам и таа прослави 20 години, ако не се лажам. Токму така. 20 години постоење, сега од неодамна само на малку изменета локација во центарот на градот, така да веруваме дека нашите успеси ќе бидат причина само за зборење нели понатаму. Инаку, кога станува збор за она кои биле визиите на Капитал Банка пред 20 години, предпоставам вие не се сеќавате. Тоа го знаете од кажување, така? Така, знаете, времето и околностите се менуваат. Ако порано било препорачливо и да се следат светските трендови каде што традиционалното банкарско работење било причината и начинот како работи една банка, денеска можам слободно да кажам дека се работи за една бутик банка која што своите услуги ги насочува кон алтернативните начини на работење, за кои што ќе слушнат нешто повеќе вашите сограѓани нели во текот на разговорот. Така. Не само нашите сограѓани, туку и граѓаните од цела Југоисточна Македонија, бидејќи Телеканал Одбис се гледа во целиот југоисток на нашава земја. Почетокот на 2018 година во Македонија донесе новитет кога станува збор за одобрување на кредити. Капитал Банка, акционерско друштво Скопје, е првата и единствена банка на пазарот која воведе безконтактно подпишување на документацијата за кредит. Јас тоа не знам што значи, затоа сте вие тука да ми објасните и што тоа значи за клиентите и за вас како институција. Значи, на наше големо задоволство можеме да се пофалиме дека сме прва банка во Македонија која што го промовираше овој тип на безконтактно подпишување за клиентите. Тоа значи дека сме достапни покрај тоа што нели ги наведовме овие експозитури и шалтерите кои што работиме низ Македонија. На оние места каде што немаме експозитури ни се достапни на цела територија на Македонија да им излеземе во пресред на барањата на клиентите. Тоа значи дека во било кое време, од било кое место, од било кој уред може да аплицираат електронски или нели сега кажано онлайн за кредит и да добијат одговор за 30 минути. Безконтактното подпишување всушност значи дека воопшто нема да имаат потреба да се појават во банката, туку по електронски начин, со електронски подпис ја подпишуваат целата документација која што нас не е потребна и ги добиваат средствата исплатени на нивните трансакцијски сметки.
Тука е многу важно да напоменеме дека без разлика во зависност од барањата на клиентот, на која сметка сакаат во било која банка, парите, односно средствата ќе им бидат префрлени. Тоа е интересно, значи попластично да им објасниме на гледачите дека еве во Струмица има експозитура на Капитал банка, во Гевгелија нема, во Богданци нема, во Дојран, во Ландово нема, сега зборам за градовите од југоисточниот регион, Радовиш исто така и граѓаните од тие места може онлайн да ги побараат вашите уред, така е. Од било кој уред може да аплицираат и доколку нели добијат некој првичен одговор од наша страна, понатаму целата процедура да си тече по електронски пат. Јас тука би надополнила само, се работи за износи на кредити до 60.000 динари, со рок на исплата 12 месеци, каде што ја олеснивме комплетно процедурата од аспект на потребната документација. Ја минимизиравме целата документација, самиот пристап на доставување на документацијата е она што го направивме да биде електронски и на клиентите им овозможивме многу едноставна апликација која што може да ја користи било кој. Така. Онлайн, го спомнавме онлайнот, ако до пред неколку години табу тема беше да се аплицира онлайн за кредит, во последно време речиси целиот банкарски сектор се повеќе внимание обрнува на така наречен финтех или финансиска технологија иновација. Капитал банка во 2017 година започна со онлайн апликација за потрошувачки кредити и одобрување за 30 минути, како што вие рековте, нели, од моментот на аплицирање. Како клиентите го прифатија тој новитет? Значи, само уште да ве надополнам, во моментов на ова што го работиме во месец јануари, значи 2018 година, овозможивме не само одобрување за 30 минути, туку и исплата истиот ден. Значи, тоа ни е многу важно за оние клиенти кои што се во брзање и кои им требаат средствата да ги добијат побрзо. Направивме некоја наша интерна процедура да стигнеме оние барања кои што се во текот на утрото, да ги завршиме до попладнето и оние по попладнето веќе следниот ден да има одговори да им бидат средствата на трансакциска сметка. Околу финансиските технологии е многу важно да кажеме дека не само ние, туку целиот банкарски сектор во Македонија веќе наоѓа некаков начин на нови канали на дистрибуција, односно гледаме се што е, да не речам, изминато и веќе несоодветно за користење, бидејќи не можеме да ги убрзаме толку процесите, да одиме на некој начин на нови технологии, кои што за нас е многу добро што фидбекот од клиентите е позитивен. Тоа може да се види од барањата кои што се стигнати, од сите нели контакти со вработените, каде што сепак оние клиенти кои што ќе ја добијаат услугата кај нас се навистина задоволни. Нели секогаш работиме за да излеземе во пресред на барањата на клиентите. Господа Златаревска, вие сте задолжени за маркетингот. Освен вакви разговори од телевизија, на кој начин ги запознавате клиентите со сите тие новитети? Така, во принцип користиме повеќе методи и начини на комуникација со клиентите, тргнувајќи од социјалните медиуми, кои што се во моментов нели најактуелните за комуникација. Сите знаеме колку се разви користењето на информатичката технологија, па сега и во моментов од најмалото до најстарото во секое семејство користи мобилен уред, лаптоп или пак таблет. Така да од тие причини сме присутни во најголем дел на социјалните медиуми, ги користиме нели телевизиите како АТЛ кампања водење, door-to-door промоции, секојдневната комуникација на вработените со своите познати пријатели така натаму, така да верувајте дека ваквиот пристап на маркетинг активности придонесе нели да многу брзо стане актуелен производот. Самата комуникација со клиентите која што остваривме и оние позитивни коментари за кои што спомена и колешката Јана, се пренесуваат токму и на социјалните медиуми за кои што сме сведоци
секојдневно. Финтех инновациите во банкарскиот сектор стануваат незаменлива алка во секојдневието. Светските и европските банки вложуваат се повеќе средства кон алтернативните канали на комуникација, затоа веќе зборуваме, начнавте нешто околу тоа. Каква е ситуацијата во Македонија? Имате ли сознанија? Дали сметате дека банките ги следат трендовите и каков е ставот на менаџментот на Капитал банка во однос на тоа прашање? Секако, светските трендови и европските трендови и како се следат не само од нас како институција банка, туку и од останатите целокупниот банкарски пазар. Можам со сигурност да кажам дека во тој домен се развиваат комплетно сите банки во моментов во Република Македонија. Интересот и насоките од страна на нашиот менаџмент, кој што во моментов раководи со банката, се токму и ние како институција да се развиваме во тие насоки. Модерното време на живење си придонесе да се јави реална потреба од истото. Сите клиенти, па и ние лично тргнуваме од самите себе, сме во трка со времето. Самата трка со времето да постигнеме да направиме се, бара да заштедиме дел од времето и просторот, за да можеме да ги завршиме сите работи. Токму од истите причини мора да ги модернизираме и нашите услуги. Тоа збори за потребите, да времето на клиентите го заштедиме, да аплицираат за кредит без да дојдат во банка, да тоа може да го направат од било кој уред, да може да го направат од било кое место да се во земјава, па дури подпишувањето да го направат и надвор од државата. Доволно им е да имаат само интернет конекција и комплетно процесот ќе биде брзо завршен. Така. Капитал банка АД Скопје важи за една од помалите банки во Република Македонија. Иако јас не само банките, туку и другите институции ги делам на добри и помалку добри, а не на мали и големи. Она што ме интересира, што можат клиентите, оние ваши редовни клиенти и оние кои се потенцијални клиенти, кои допрва ке тропнат на вашите врати, треба да очекуваат од Капитал банка АД Скопје во оваа 2018 година како дел од некој развоен план на банката? Така, следниот период имаме развиена стратегија, значи соодветно потребите на пазарот, на банкарскиот пазар во Македонија, со тоа што Капитал банка ќе се насочи на работење со физичките лица, но секако нема да изостанат и корпоративните, односно малите и средните предпријатија. Насоката ќе ни биде да воедно даваме и на некој начин ги привлечеме клиентите преку она што најмногу можеме да го понудиме ние како мала банка, а тоа е услугата. Знаете, дојде време кога сите одиме и производите и карактеристиките во банкарскиот сектор се исти, меѓутоа ние како мала банка единствена конкурентност која што може да ја понудиме е да му дадеме соодветна и комплетна услуга на клиентот. Значи кога ќе излезе кај нас од банка да е задоволен и да знае дека следниот пат кога ќе дојде работата исто така ќе му биде завршена. Од тој аспект планираме да продолжиме со промотивните и маркетинг стратегијата околу развојот на физичките лица и малите и средните предпријатија, што значи дека во моментов каматните стапки би ни се движеле некаде како што се сега, за да немаме разлики во стапките на депозитите, за да можеме да излеземе во пресрет и на клиентите кои што сакаат кредити и оние кои што сакаат да штедат. Така. Прашање што се поставува само по себе е што можеме да очекуваме од банкарскиот сектор во Република Македонија во смисол на иновации, ризици, очекување и така натаму, што е оно што мора да го има секоја банка за успешно да гравитира во банкарскиот систем? Според мене, јас првично е она што веќе Јана го кажа, квалитетна услуга. Од аспект на каматните стапки, веќе тоа се пазарни, пазарната конкуренција си го прави своето и тука се движиме, но од аспект на квалитет на услуга е нешто со кое што ќе се бориме сите банки во моментов. Дополнително се сите оние иновации кои што ќе ги воведуваме и ние и она што ќе го следиме согласно светските трендови и европските трендови. Тоа се мобилно банкарство, ново електронско банкарство, дополнителни онлайн услуги, развој на дигитализација на банките, но сепак квалитетот на услугата останува број 1. Така. И треба ли да очекуваме во некоја
во некоја, не знам, скорешна иднина банките, граѓаните, фирмите да станат пријатели кои често ќе си ги подаваат своите раце, а не банките да се гледаат како нужно зло? Во принцип, пак ќе се надоврзам и на предходното прашање и одговорот. Нашата идеја е и стратегија за понатаму да тоа го оствариме. Веќе можеме да се пофалиме дека еве конкретно и за Струмица работиме со клиенти кои што веќе стануваат и пријатели, значи со кои што имаме меѓусебна соработка и со кои што можеме да се пофалиме дека одиме напред. Значи тоа беше и слоганот за 20 години со кој што продолжуваме напред да градиме некоја взаемна, како да кажем, долгорочна взаемна корист. Да. Добро. Напредуваме заедно е слоганот на кој што нели се подпревме во изминатиот период. И мислам дека е доволен збор кој што осликува нашата желба да им помогнеме не само на предпријатијата нели да се развиваат, туку и на физичките лица. А слоганот е? Напредуваме заедно. Напредуваме заедно. Добро. Мои дами, ми беше задоволство што денес бев ваш домаќин. Од претходната емисија помина 2 месеци, јас се надам дека за следните 2 повторно ќе се видиме, дека ќе има нешто ново да ни кажете. Секако и нас ќе ни биде драго. Ви благодарам. Ви благодарам што бевте мои гостинки. Благодарам. Благодарам.